Делегацијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Тетово беше единствената која денес положи свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово, а со тоа учествуваше во единственото одбележување по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. На овој ден во 1893 година во куќата на Иван Хаџи Николов во Солун, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Ботанџиев го формираа Македонскиот револуционерен комитет, од кој подоцна произлезе Внатрешно-македонската револуционерна организација или Внатрешно-македонско Одринска револуционерна организација. Овој ден не потсетува на решителноста, одлучноста и пожртвуваноста на нашиот народ во стремежот за слобода и за своја независна држава. Символ на непокор, патриотизам и правда. Денес, после 125 години, се сеќаваме на младите храбри и одважни луѓе. Христо Татарчев, Дамјан Груев, Петар Попарсов, Иван Хаџи Николов, Антон Димитров и Христо Ботанџиев, кои ги поставија темелите на сите слободарски борби на македонскиот народ. Денес им одаваме почит на 6 великани кои ги удрија темелите на македонската револуционерна борба, кои преку Илинденското востание, НОБ и 8 септември израснаа до формирање на независна Република Македонија. Нашата генерација има обврска да продолжи по нивниот пат и да ја чува слободна, суверена и независна нашата татковина, во моменти кога е нападната од сите страни и со сите расположливи средства. Битката е изгубена, но војната ќе ја добиеме. Сплотени и обединети продолжуваме напред. Вечна да е славата на нашите народни трибуни, борци и револуционери, да ни е честит 23 октомври, денот на револуционерната борба. Нека е вечна и вековита Република Македонија. Денот на македонската револуционерна борба 23 октомври се празнува од 2007 година, кога беше донесен и изгласан новиот закон за државни празници. По тој повод денешниот ден е прогласен за неработен. Инаку денес членовите на делегацијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Тетово донираа средства за операција на срце на 10-годишната Теодора Јовановска од Долно Седларце. Целта зошто се одлучиле на овој чекор, покрај да помогнат секој во своите можности, е да ги мотивираат своите сограѓани со свој придонес да учествуваат во лекувањето на малата Теодора.